Финансирањето и состојбата на јавните предпријатија во Битола честопати во последниот период се предмет на јавна дискусија. Со цел подобрување на состојбата во предпријатијата, но исто така и подобрување на услугите за граѓаните, од јавното предпријатие Комуналец најавуваат корекција на цената која што повеќе од 30 години е непроменета, исто така и инвестиција во модернизација на механизација. Што ќе значат овие промени во пракса? Од кога ќе почнат да се применуваат и дали ќе влијаат, како ќе влијаат врз секојдневието на граѓаните? Разговараме и дознаваме повеќе од директорот на јавното предпријатие Комуналец, господинот Горан Степановски. Директоре, каква е моменталната состојба на предпријатието и кои се причините за ваквата состојба? Здраво, на почеток да заблагодарам повторно да разговараме на оваа малце сензитивна тема. Како што кажавте, повеќе наврати се разговарало за јавните услуги кои ги пружат јавните предпријатија во градот и цените со кои се соочуваме, односно кои ги наследивме. Во изминатите 3 години јавното предпријатие работи со загуба на завршните сметки, меѓутоа таа загуба најмногу се должи на основните трошоци кои ги има јавното предпријатие, односно повеќе кратното зголемување како што е на платите, така и на другите основни трошоци. Така, во последните години континуирано се зголемуваат и трошоците за живот, како што споменавме, цените на услугите се непроменети. Најавивте конкретни мерки и чекори за подобрување на состојбата, но и услугите на граѓаните. Зашто конкретно се работи? Изминатата недела јавното предпријатие на седниците на управен надзорен одбор донесе одлука која да испрати до Советот, каде што изгласа план за корекција на цените, односно стабилизација на јавното предпријатие. Под стабилизација се подразбира корекција на цените кои ќе во идниот период ќе придонесат за стабилизација на јавното предпријатие и инвестирање во механизација. Под инвестирање во механизација најавивме дека ќе се инвестира во едно современо возило за миење на улиците, односно цистерна, во секторот зеленило, механизација, како што се трактор со приклучна механизација, останати механизација и косилки со кои ќе се подобри чистотата во градот, односно одржувањето на јавните зелените површини. За колкав процент на зголемување на сметките станува збор и од кога се очекува да се воведе новата тарифа? Доколку се донесе одлуката, односно доколку Советот ги одобри овие планови кои ние ги поднесивме, се очекува од 1 февруари дека ќе почнат да се применуваат новите цени, односно за некое средно покачување од околу 27-28%, што практично би значило за една сметка од 225 денари за стан од 50 квадрати би изнесувало 297, односно околу 70 денари покачување на сметката, што мислам дека една коректна сума што не би влијаело на граѓаните, односно дека од друга страна за јавното предпријатие би биле до голем прилив кога ќе се соберат сите тие физички и правни лица, што би значило стабилизација, како што кажав, и можност за инвестирање во основни средства, односно во механизација. Така, вие паралелно работите и на други проекти. Во моментот тука е проектот за Центарот за повторна употреба на материјали. Што тоа значи? Точно, во текот на изминатата година подпишавме договор за меѓугранична соработка, каде што со Република Грција, односно со исто така јавно предпријатие Диадима, работиме на меѓуграничен проект за повторна употреба на материјали. Вкупната вредност на проектот е 850.000 евра, каде околу 300.000 евра со околу 300.000 евра буџет учествува јавното предпријатие Комуналец, каде што исто и со овој проект ќе се набави дел механизација, односно дел возила, дел ќе има инвестиции во јавното предпријатие, односно реконструкција на објекти и нормално дел за подигање на свеста на граѓаните за оставање на оние елементи, односно оние материјали кои можат да имат повторна употреба, да ги превземе јавното предпријатие, да ги санира и да се најде повторна намена на оние на кои им е потребно нистите тие материјали. Практично станува збор за реупотреба на материјали на некој не му се потребни, меѓутоа на некој друг му се од голема важност.
Да, многу често можеме да забележиме покрај контейнерите дека граѓаните одлагаат кабести, габаритен отпад. Вие нудите услуга за бесплатно подигнување на овој вид на отпад, доколку граѓаните не знаат каде да се обратат и каде да побараат и да ја добијат оваа бесплатна услуга за подигнување на кабести, габаритен отпад. Има повеќе опции каде што можат да се најават, односно да побараат, како што кажавте, таа бесплатна услуга. Ние можем да кажем во секој мој излагање за каква и да било тема, ова го нагласуваме дека таа услуга ја нудиме бесплатно, односно нашиот телефонски број во нашите канцеларии, дали во Стопанскиот двор, дали во наплатнице центри можат да пријават. Меѓутоа треба да пријават 1 ден, 2 дена, 3 дена претходно, нормално согласно с количината на габаритен отпад која имаат, и таа услуга ја нудиме бесплатно. Исто така можат да го донесат во кругот на јавното предпријатие со сопствено возило доколку имаат, се со цел да не се продуцира дополнителен отпад на несоодветно место, пошто најголемиот дел од тој отпад често се депонира несоодветно, односно до континери или на други најавни зелени површини, со што гради сликата на нашата општина. Така, ги спомнавме проектите. Исто така во 2025 имавте еден проект каде што на домаќинствата во градот, на одреден дел од градот, им беа поделени канти за селектирање на отпад. Дали овој проект ќе се преслика или ќе продолжи во ова 2026? Да, како што кажавте, започна во 2025, продолжи во 2026, каде што вкупно имаме 10.250 канти, 120 литарски оние канти за домаќинство за селекција на отпад, половина се за пластика, половина се за комунален отпад и 200 континери кои во текот на 2026 веќе се направени финалните анализи, што дозволат временските услови, започнуваме со делење на истите по домаќинствата. Ја опфативме населбата Генемале со селекција на пластика, каде што движи добро, меѓутоа има можност за се уште за напредок. Ќе продолжиме и во другите населби, во другите простори каде што ќе се поделат и канти за пластика, меѓутоа и канти за комунален отпад каде што нема, и нормално тие 200 континери на стамбените површини, односно на зградите. Така, да се надеваме дека подобрувањето на услугите и модернизацијата на механизацијата ќе допринесат за подобра, почиста околина, меѓутоа дека ќе проработи и свеста кај граѓаните, па сите заедно да се погрижиме за истата. Ви благодарам. Ви благодарам и вас. Се надевам на разбирање кај граѓаните за корекција на цените, но граѓаните во многу брз период дека ќе видат подобрување и со новата механизација, меѓутоа и со самата стабилизација на јавното предпријатие со драстично подобрување на услугите. Благодарам. Како што можевме да слушнеме од разговорот со директорот на јавното предпријатие Комуналец Горан Степановски, зголемувањето, односно корекцијата на цената ќе се движи во околу 27-28%, односно за стан од 50 метри квадратни, зголемувањето на сметките ќе биде 70 денари, додека за стан над 70 квадрати зголемувањето ќе биде околу 100 денари. Се надеваме дека овие мерки ќе допринесат за почиста животна околина во Битола.